А ние тука во студиото продолжуваме на темата спорт, но со еден друг спорт, со традиционалното карате. Тука со нас во студиото е господинот Дејан Недев, познат македонски каратист, исто така и председател на Европската федерација за традиционално карате. Господине Недев, добродојавте тука во Дневникот и интересно е да малку да поразговараме за каратето, бидејќи сега сите гледаат фудбал, светското првенство, но не е само фудбал, има и други спортови, нели? Па да, точно. Значи, најпрво би сакал да ги поздравам вашите гледачи и да се заблагодарам за поканата да учествувам во вашата емисија и да ги запознаеме гледачите со нашите најнови успеси и резултати на македонската репрезентација во традиционално карате. Да, секако повод е настапот на македонската репрезентација на 38 Европски шампионат во традиционално карате во Софија, каде што македонската репрезентација освои околу 20 медали и третото место, ако не се лажам. Така. Па еве да ни кажете како сте задоволни од настапот, што се случуваше таму? Па вака, можам да кажам дека генерално, значи федерацијата и јас како председател сме презадоволни од постигнатите резултати. Овие не се први резултати за нас, бидејќи ние во континуитет од овие големи надпреварувања се враќаме со вака високи резултати и успеси. Можам да кажам дека бидејќи беше Европското првенство се држеше во Софија, беше блиску и се потрудивме да во што поголем тим учествуваме на ова Европско првенство и да ги покриеме сите оние надпреварувачки дисциплини. Најпрво на 4 јули се одржа Европскиот куп за деца, каде што во генералниот пласман се пласиравме на првата позиција. После нас се пласира Турција и на третото место домаќинот Бугарија. Мора да истакнам дека децата, значи од 6 до 13 години стварно, значи постигна врвен резултат, освојувајќи преку 50 медали во поединечни и во екипни дисциплини. Најповеќе се истакна, можам да кажам, Филип Недев, исто така да го споменам Драган Стојановски, кои што се едни таленти големи, кои што во иднина доколку продолжат со овакво темпо на работа, ветуваат големи резултати и во повозрастните категории. Веќе на 5 јули настапија кадетите, јуниорите и сениорите. Тука имавме околу 8 надпреварувачи од Македонија. Најповеќе се истакна Матеј Мангаровски во јуниорска конкуренција, во младинска конкуренција Матеј Јарчевски и во кадетска конкуренција, односно јуниорска конкуренција Камелија Недев, која што освои повеќе неколку сребрени медали и бронзени медали. Така да генерално сме презадоволни од постигнатиот успех, бидејќи на ова Европско првенство учествуваат 12 репрезентации со над 260 надпреварувачи. Најголемите и најквалитетните екипи во традиционалното карате беа присутни на овој европски шампионат. Тоа се екипата на Италија, Полска, Романија, кои што важат за велесили во европското традиционално карате. И вториот ден, значи на 5 јули, во генералниот пласман се пласиравме на третата позиција. Најуспешни беа италијаните, второто место го зазема пољаците, третото место ние. Така да, као што спомнав, значи не се овие први резултати, ние од осамостојување на нашата држава бележиме во континуитет вака високи постигнувања и на европските и на светските првенства. Да, интересно е вака кога ги гледаме резултатите, забележливо е дека најголем број од медалите ги освојуваат младите категории. Так. Значи ли дека тоа имаме една подлога за добра една сениорска генерација во едина? Па да, значи ние каратето важи за аматерски спорт, но ние го практикуваме максимално професионално, бидејќи секојдневно сме во нашите два центри, кои што негде од кај 5 часот до кај 10 часот навечер имаме групи на каратисти, на деца кои што имаат огромна желба да вежбаат и да учат, да изучуваат оваа боречка вештина. Така да континуитетот го прави своето. Значи и континуитетот со тренинзи, и континуитетот со учество на меѓународни надпревари. Значи сепак најупорните, оние кои што се најупорни и кои што највише тренираат, постигаат врвни резултати во повисоките категории. И јас се надевам дека така со
една поголема поддршка од државата дека сите оние деца кои што во овие младите категории освојуваат резултати и медали, доколку се потикнати малци и финансиски, дека ќе се задржат во овој спорт и во повисоките категории ќе бележат исто така вака високи резултати. Каде господине Недев, да речеме, недостасува таа поддршка или ајде да речеме каде би требало да биде подобра, во кои насоки, што мислите? Па вака, значи познато е дека во индивидуалните спортови не се толку за јавноста атрактивни, као што се фудбалот, ракометот и одбојката, екипните спортови, и тие на некој начин обезбедуваат финансиски средства и од фирми преку спонзорства. Значи во каратето случајот не е таков, значи ние имаме поголеми проблеми околу финансиите, тешко доаѓаме до финансии, државата не помага, но не доволно. Мора да кажам, не знам од која причина, дали бидејќи неаме одредена стратегија за спорт во државава, која што би се направило некакво истражување каде се постига, каде Македонија во кои спортови постига највисоки резултати, таму да се удри акцентот, значи да се финансираат тие спортови. А според мене, значи и во минатото, и во бившата држава, и во независна Македонија, најголемите резултати се постигнати во боречките спортови. Значи, најпрво би ги спомнал борењето и боксот на Олимпијада, исто така каратето од секогаш и од бившата држава и ден денес бележи високи резултати од овие големи надпреварувања. Да, сега еве кога зборуваме за таа работа со децата и за модерното време, знаеме дека еден од најголемите проблеми е тоа што децата се премногу врзани за мобилни телефони, за интернет, не излегуваат доволно, немаат доволно физички активности какви што имале порано. Како успевате да ги привлечете сега во такви моменти, бидејќи сепак каратето бара посветеност, бара дисциплина, бара една долгогодишна посветеност. Да, точно така, кој што кажавте, тоа е еден голем проблем со младите, таа IT технологија. Тие се преокупирани со телефоните, со лаптопите, со таблетите. Значи, единствен начин да се отргнат од тие работи се активно бавење со спорт. Значи, преку активно бавење со спорт, од што е можна најрана возраст да започнат, децата да се занимаваат, ќе имаат многу големи придобивки. Значи, не зборам само за постигнување на вакви врвни резултати. Значи, тоа е пред се здраво за нив, за нивниот психофизички развој, што понатака ќе им користи и во училиштето и да се стекнат со одредена дисциплина, за да покажат успех на секое поле во животот. Кога ги гледате вие децата, кога ви доаѓаат на тренинзи или оние што сакаат да тренираат, што мислите дека што им недостасува повеќе? Физичка подготвеност или ментална дисциплина, ајде да речеме? Ја би рекол ментална. Значи, тука е поголем проблем. Да, страшен проблем имаме. Јас, бидејќи сум веќе 40 години во овој спорт, во оваа вештина, знам ја кога почнав да вежбам, какви беа тренинзите и како беше дисциплината на ниво кога се водеа тие тренинзи. Сега имаме ние тренерите голем проблем со нив, со децата, за да ги успееме да ги задржиме и да тој тренинг што трае од час и половина, да некако најдеме начин да тие бидат заинтересирани и концентрирани за да го издржат целиот тренинг. Значи имаме проблем со концентрацијата на децата, се заради тие мобилни телефони. Да. Да, кога зборуваме за европското и светското традиционално карате, кое постојано се развива, но имаме и предизвици, се разбира. Што мислите дека може да се направи да овој спорт да стане уште популарен кај младите? Па, ја би рекол дека каратето е еден од, после овие екипните спортови, еден од најпопуларните спортови, бидејќи нема земја на земјината топка каде што каратето не се тренира и не се практикува. Значи, толку многу е масовно, толку многу е расширено, што ја мислам дека правени се истражувања, значи преку 10 милиони луѓе го практикуваат и го тренираат каратето во целиот свет. Така да е единствен проблем што го гледам јас
каратето да биде поатрактивно и помасовно е да добие меѓународно признавање, односно да влезе во тие меѓународни светски организации кои што ете така би го поддржале и би учествувале на овие големи надпреварувања како што се олимпијади и тоа. На олимпијада има карате, така? Нема карате на олимпијада, значи, имаше 2020 година на Олимписките игри во Токио како демонстративен спорт, но после тоа го тргна, бидејќи веќе подолг период во каратето, во светот на каратето постојат мали проблеми кои што ете така на светско ниво веќе подолг период траат. Значи постои традиционално, модерно и контактно карате и светските лидери не успеваат да најдат заеднички јазик за да ете така на некој начин се обедини, да најдат заеднички јазик за да настапиме на олимпијада како единствен спорт. Кога родителите сакаат да ги запишат своите деца на карате, гледаме дека има доста клубови, не само во Скопје, туку и во другите градови. Сега нормално дека вие како тренери, како имате клуб, ќе кажете да дојдете кај мене, но сега прашуваме објективно, како родителите да одберат да го направат добриот избор, како да препознаат квалитет? Па, како и во секоја работа, треба да направат мало истражување, да видат колку време постои тој клуб, какви резултати постигнува на домашен и на меѓународен план. Така да има многу клубови, кои што кажавте, во целата држава, но пред се, значи, клубот треба да нуди стручен кадар, образовани инструктори, тренери, исто така и услови за тренирање, за да се постигнат тие вакви високи резултати. Значи, овие резултати кај нас не се случајни, бидејќи ние имаме два наши центри кои што функционираат преку целата година, значи редовно се одвиваат тренинзите, редовно се тренажниот процес е во континуитет, така да со сите возрастни категории, затоа имаме и успех. Да, после овој да речеме успешен настап на европското првенство, што е следно за македонската репрезентација светско? Светско, да. Се подготвуваме? Се подготвуваме, тоа ќе се одржи од 22 до 26 октомври во Копер, Словенија. Јас се надам исто така дека ќе земеме учество во што поголем број. Значи тоа ни е вака главен настан за оваа година. Исто така веќе крајот на ноември месец не очекува светски куп на најдобри 8 каратисти во светот, каде што добивме покана да учествуваме на тој светски куп кој ќе се одржи во Варшава, Полска. Јас во минатото учествував на 3-4 такви купови, но оваа година ќе испратиме ќе го испратиме, односно најквалитетниот надпреварувач во сениорска конкуренција за да постигне што поголем резултат на овој светски куп во Варшава. Да. Добро, за крај, бидејќи тука еве цело време ни стојат медалите за време на разговорот, чисто да кажеме, ова е, значи, како што гледаме, првото и третото место, така? Да, ова е генералниот пласман, големиот пехар на Европскиот куп за деца, кој што го постигнаа нашите најмлади надежи. Помалиот пехар е за постигнатиот пласман трето место во сениорска, јуниорска и кадетска конкуренција. И тоа се дел од медалите кои што ги освоија нашите надпреварувачи во традиционално карате. Господин Недев, да се надеваме дека од светското првенство ќе не донесете барем волку, ако не и повеќе пехари и медали. Добро, да се надевам дека ќе донесеме некој медал, бидејќи се работи за светско првенство, конкуренцијата ќе биде стварно огромна и силна. Ќе учествуваат преку 50 држави на ова светско првенство и најквалитетните држави, значи кремот на светското традиционално карате ќе биде присутен во Копар. Така да јас се надевам и би се радувал да се вратиме со некој медал. Значи не во оваа количина, но сепак, значи и еден медал да освоиме ќе биде огромен успех за Македонија. Секако, така е, со среќа таму да донесеме повеќе медали и ви благодарам за разговорот. Благодарам уште еднаш на поканата.